Благодарам, Ване. Да, токму така се јавуваме во живо од Македонското собрание, каде што деновиве се дебатира за бројни законски решенија што директно ги таргетираат граѓаните и како што кажа и самиот ти, од работничките права и високото образование преку дигитализацијата на услугите до зајакнување на безбедноста и борбата против насилството, но и совреќајниот криминал. А за сите овие актуелни теми, утрово во Македонија на утро разговараме, како што и најави и ти, со пратеничката Драгана Бојковска. Драгана, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро и благодарам на поканата. Поздрав до сите оние кои што не гледаат ова утро. Така, со почетокот на новата година започна, односно стапи на сила и законот за сезонски работници. Што конкретно им носи тој на работниците, но и на работодавачите и дали ќе се очекуваат брзи ефекти? Така, благодарам за прашањето. Најнапред задоволство ми е што еве повторно имаме можност да зборуваме за законот за работно ангажирање на лица, бидејќи токму од вашата емисија пред да стапи законот на сила имавме можност да продискутираме, да ги информираме граѓаните за тоа што нуди ова законско решение. Практично од 1.1.2026 година стапи на сила овој закон, што всушност овозможува преку многу лесен и едноставен начин работодавачите да ги ангажираат овие лица преку така наречена сезонска работа. Утврдивме дека во 4 дејности предвидува законското решение да се ангажираат овие лица, со што може максимум до 180 работни денови да биде истото лице ангажирано, зависно од дејноста, во дејностите од земјоделието, од домаќинството, од услужната дејност и од туристичката дејност, бидејќи цениме дека во овие дејности имаме најголема потреба и најголема евиденција на ангажирање на лица, но при тоа важно е да се напомена дека никаде тие лица не биле евидентирани, односно пријавени. Практично со овој закон овозможуваме сузбивање на сивата економија, односно оние лица кои што досега биле практично активни на пазарот на трудот неформално, сега на некој начин да бидат пријавени формално, да ја сузбиеме оваа сива економија, но и да ги добијат своите права без при тоа при пријавување на овие лица под овој закон да ги изгубат останатите права, како што се да речеме пензијата, стипендиите, социјалната помош и така натаму, други права остварени по основ на друг закон. Практично сега со овој закон ангажираните лица, како што се пензионерите, студентите, средношколците, може да бидат ангажирани, при тоа да не остварат никаква загуба. И ме радува тоа што практично пона кое што го имаме како информација, околу 17.500 работници се оние кои што спаѓаат во овој круг и очекуваме нивна формализација, се со цел да извршиме, како што реков, сузбивање на сивата економија. Навистина станува збор за голема бројка, 18.500 е голема резултатите бројка. ги даде и зимскиот распуст, морам да напоменам, бидејќи работодавачите укажуваат на тоа дека во зимскиот распуст, практично кога постарите работници заменуваат на работа во странство, имаат можност средношколците или студентите да ги ангажираат, така што овој гап кој што се јави еве во првиот месец од годинава веќе ги покажува резултатите. Така. Драгана, законот за високо образование наскоро се очекува да биде ставен на ЕНЕР. Кои се клучните новини и какви промени ќе почувствуваат студентите и универзитетите? Така, законот за високо образование се очекува деновиве да биде ставен на ЕНЕР на јавна расправа, во која што ќе може да се дадат определените забелешки, неопходен е овој нов закон за високо образование, бидејќи претходниот веќе ги исцрпи оние можности кои што ги нуди согласно со реалноста. Нешто кое што сакаме да го комуницираме подносно овој закон е особено важно за мене, е тоа што имаме најглавна може би цел со овој закон да ја постигнеме онаа цел која што и ветуваме пред граѓаните, тоа е нашите универзитети да се вратат на Шангајската листа. Барем еден од универзитетите во Македонија да биде повторно на Шангајската листа, со што всушност за нас значи факторизирање на тој универзитет да биде повторно во оние први 1000 универзитети во светот кои што по својот квалитет ќе понуди нормално и квалитетна настава со самото тоа. Практично со измена на овој закон
закон, се надам дека ќе возможиме истото да се случи, со што всушност нам наставниот кадар, односно на професорите на самите универзитети, би им дале и мотивација, но и задача да изработуваат што е можно повеќе научни трудови. Бидејќи ценам дека без наука не можеме да зборуваме за прогрес не само во универзитетите, туку и воопшто во државата, но освен што ја даваме нели она обврска за изработка на научни трудови, државата и уште повеќе дава и финансиска помош за изработка на овие научни трудови. Рекордни 12,5 милиони евра се предвидени за оваа програма, со што всушност мислам дека ќе се постигне ефектот. Како што кажав, образованието ни е најбитно како држава, за да можеме да постигнеме што е можно повеќе квалитетен кадар да излезе од нашите универзитети, кои што би биле конкурентни не само во нашата држава по знаење, туку и надвор од нашата држава, како што се развиените земји членки од Европската унија. Македонија забрзано се дигитализира, со тоа се намалува и бирократијата за граѓаните. Деновиве беа промовирани нови услуги за вадење на дигитални извод на родени, автоматичната книга на починати, но и на венчани. Кои услуги се дигитализирани досега и кој е општиот бенефит од оваа забрзана дигитализација? Јас често знам да кажам дека Министерството за дигитална трансформација, она кое што го работи министерот Стефан Антоновски, а особено како ново министерство, е едно можеби од најпрогресивните министерства за мене во нашата држава. Зошто го велам ова? Бидејќи и по она кое што го имаме како задача согласно на нели реформска агенда за интеграција во Европската унија и европското законодавство, ова министерство покажа значителен прогрес и значително исполнување на реформската агенда, така што ја поздравувам истата работа, особено како млад човек. За мене многу значи нашето општество да се дигитализира. Секако и оние услуги кои што и досега не беа дигитализирани, останува за повозрастната категорија на граѓани да бидат нели прилагодени на истиот и оставаме простор нели нормално и со физичко присуство да се изврши самата услуга. Она кое што за мене е многу важно е конечно што во нашата држава се донесе на национална ИКТ стратегија, за да знаеме државата во наредниот период на што точно ќе се фокусира. Конечно се зборува за сајбер безбедноста, нешто што е навистина важна тема и во Европската унија. Истото сакаме да го пресликаме и кај нас како држава која што се стреми да биде високо дигитализирана и како крајна цел во 2023 година имаме за тоа населението да биде барем 70% со основни дигитални вештини. Тоа значи да ги извршуваат своите редовни задачи на многу поефикасен и побрз начин токму преку дигитализацијата. Токму една од овие работи е преку алатките кои што ги нуди националниот портал услуги.gov.mk. Јас ги поканувам и граѓаните да, доколку се немаат регистрирано на самиот портал на услуги.gov.mk, на многу едноставен, многу брз и многу лесен начин тоа да го направат, бидејќи се на самиот портал се самите дигитални услуги достапни, не само овие кои што ги зборувавме, како што се од пред некој ден уверенијата за издавање на извод од венчани, на извод од роден или извод од умиреница, но и други достапни алатки, како што се, например, од пред некој ден исто така и алатки достапни за физички, за правните лица од Фондот за здравствено осигурување. Понатаму на самиот портал имаме исто така услуга достапна која што е за вадење на државјанство, евиденција за неосудуваност и така натаму, така што бројни услуги и за мене представува огромен успех, бидејќи во 2 години речиси постигнавме огромен успех да се евидентира 255.000 граѓани на самиот портал. Практично и успешноста на овој портал и дигитализацијата на алатките, искористување на алатките преку оваа дигитална платформа се укажа и на последната мерка која што имавме за студентите, каде што 45.000 студенти добија електронски ваучер за набавка на електронски уред токму преку овој портал услуги.gov.mk и
целосно дигитално преку скенирање на баркод, може истото да го искористат кај некој од понудувачите кои што нудеа електронски услуги, така што се покаже исклучително добра оваа мерка и ќе поддржиме бројни се услугите што ги нуди овој веб портал за граѓаните. Во текот на утрешниот ден се очекува да бидат донесени измените на кривичниот законник. Што се новините? Така, освен она кое што често нели се споменува и во јавноста, враќање на оние членови кои што значат злоупотреба на службена положба, заострување на казните и враќање на оние дела кои што претходно беа инкриминирани, а во 2023 година беа избришани со промена на кривичниот законник. Вршиме и други многу значајни измени за граѓаните, кои што ценам дека добро е да ги комуницираме, како што е воведување на гонење по службена должност на семејното насилство, бидејќи ова е во согласно со Истанбулската конвенција и сега со ова правиме исчекор да жртвите еднаш поднесена пријава да немаат можност за повлекување на самата пријава за гонење нели на насилникот практично, бидејќи според она кое што се случуваше досега во пракса, увидовме дека најчесто жртвите кои што се подложени на семејно насилство од страф или од притисок на жртвата досега ја повлекуваа пријавата или гонењето на насилникот. Сега државата ексклузивно ќе го гони сторителот. Понатаму имаме значајни измени кои што значат многу во делот на заштита на приватноста, како што е новото кривично дело кое што го воведуваме. Тоа е злоупотреба на снимка, на слика, на аудиозапис со сексуално експлицитна содржина. Практично доколку некој сподели на трето лице или ја сподели јавно, неовластено снимката, сликата или аудиозаписот неовластено без дозвола на она лице кое што е во содржината, тогаш ќе се гони со ова кривично дело и предвидена и казна затвор. Понатаму значајна измена во кривичниот законник е и трговијата со дете. Направивме тука измена се со цел да се заострат казните во делот на питачењето. Доколку некој го наведува нели детето на питачење, при тоа истото се соочи со сериозни здравствени последици, предвидена е казна затвор и до 10 години. Имаме за цел тука да ставиме сериозно крај на питачењето во нашата држава и бројни измени кои што значат, тебе би рекла, позитивен исчекор за нашите граѓани, а особено тука мислам на жените. Така, и Драгана, за крај на нашиот разговор, од недела започнува со примена на системот Безбеден град. Очекуваме ли конечно да се реши со воведувањето на овој систем, но и со глобите што ги предвидува законот, да се реши сообраќајниот хаос и да се намалат сообраќајните несреќи кои за жал зедоа голем број на жртви? Па јас морам искрено да кажам дека сум позитивно изненадена, можеби, со тоа што и во тест периодот нашите македонски граѓани покажаа зрелост и покажаа дека кога се работи за безбедноста во сообраќајот и заштитување на жртвите кои што би биле подлежни во сообраќајните несреќи, покажуваат зрелост и подготвеност истото да се справат. Односно, во самиот тест период видовме дека имаме веќе намалување на брзината, почитување на она кое што значи забрана за наддозволената брзина, така што мислам дека еве и официјално од 1 февруари кога ќе почне и самото имплементирање официјално и казнување на системот Безбеден град, дека граѓаните ќе покажат една зрелост. Ние воведовме неколку измени кои што навистина и се заострени во однос на досегашната легислатива, како што е безобзирно управување со моторно возило. Досега истото беше квалификувано како прекршок, сега го ставаме во кривично дело, со што значи особено дека во населено место доколку се вози со брзина над 50 од дозволеното или во населено место над 70, доколку се вози со 1,5 промили алкохол со дрога, доколку во непрегледно место се врши претркување на возилото, значи дека ќе биде казнато повеќе, за кој што е предвидена дури и казна затвор. Така што еве еден апел граѓаните да возат
многу внимателно, бидејќи крајната цел за нас е заштита на човечките животи. Веќе во декември видовме дека можно е да имаме 0 човечки жртви на улиците како последица на сообраќајните прекршоци, така што еве од 1 февруари да видиме како ќе се имплементира секое подобрување на овој закон и ќе биде добре дојдено и ќе најдена поддршка од страна на пратениците. Така, Драгана, ви благодарам за сите актуелни теми кои ги разговаравме ова утро, но и за објаснувањата што значат овие закони, кои се измените, но кој е бенефитот за граѓаните од законите. Ви благодарам на вас и на можност. Така, од Македонското собрание утрово разговаравме со пратеничката Драгана Бојковска, зборувавме за актуелни закони што се во фаза на донесување, за измените на истите, но и за веќе започнати закони со почетокот на новата година.